Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Продолжуваме со објаснување на првиот член од символот на верата. Во продолжение се вели: Бог е Творец или Создател на небото и на земјата. Тука е јасно нагласено дека Бог е Создател на светот, на видливиот и невидливиот. Во првата книга на Библијата, Битие или Постанок, глава 1, опишано е создавањето на светот. Како постанал светот и дали има Создател или постанал на некој друг начин. Во самиот почеток на Библијата Бог се јавува како единствен Создател, Творец и управител на светот. Првите зборови во почетокот Бог создаде небо и земја директно ги отфрлаат политеизмот или многобоштвото и паганските верувања дека светот настанал случајно или преку борба на повеќе богови. Во Библијата се прикажува еден трансцендентен, невидлив Бог кој создава со силата на својот збор. Библијата започнува со создавањето на светот за да воспостави фундаментална вистина, а таа е: Бог е суверен Творец, а се што постои има божествена цел и Божјо потекло. Со ова се дефинира природата на човекот, неговата морална одговорност ја поставува основата за историјата на спасението која се протега низ целиот текст на Светото Писмо, особено во Стариот Завет. Овој почеток ги поврзува создавањето, падот на човекот и Божјиот план за обновување на созданието. Тоа служи како неопходен увод кој ја објаснува состојбата на човештвото пред да започне заветот меѓу Бог и избраниот народ. Најпрво ќе зборуваме за духовниот свет, за ангелите. Во символот се вели: Бог е Создател на небото и на земјата. Зборот небо го означува духовниот свет, ангелите, а зборот земја го означува материјалниот свет, земјата и целата вселена. Најпрво ќе зборуваме за создавањето на духовниот свет. Духовниот свет го сочинуваат ангелите. Што се ангели? Зборот ангел значи весник, благовесник, оној кој ни кажува убава, блага вест. Нивната задача е да им ја соопштуваат на луѓето Божјата волја. Ангелите се врската помеѓу Бога и човекот. Тие се создадени за да му служат на Бога, но и да му помагаат на човекот. По природата, ангелите се невидливи. Ние не можеме да ги видиме доколку тие не ни се појават. Тие се духовни суштества кои во одредено време и на одредени места, во одредени моменти се јавуваат во нивната форма. Но ако се духовни суштества, сепак тие не се богови. Нивната духовност многу се разликува од Божјата духовност, односно нивната духовност заостанува зад Божјата. Па така тие не се секаде присутни како што е Бог секаде присутен. За разлика од Бога, ако ангелите се на едно место, во исто време не се и на друго место. Тие се јавуваат само во одредена задача од Бога и нивната сила е ограничена за разлика од Бог кој е семочен. Во Светото Писмо на Стариот Завет се спомнуваат ангелите. Тие ја пренесуваат Божјата волја, како во случајот со Аврам и најавата дека Сара, неговата жена, иако во одминати години ќе го роди синот Исак.
Друг момент е кога му се јавуваат на пророкот Мојсеј. Тие ја спроведуваат Божјата правда како при уништувањето на градовите Содом и Гомор или заштитата на Израел од непријателите. Присуството на светите ангели е опфатено во многу старозаветни книги, вклучувајќи ги книгата Битие, Постанок, псалмите, пророчките книги и така натаму. Бројот на ангелите е неограничен. За луѓето нивниот број е непознат. Господ Исус Христос во Светото Евангелие спомнува легиони ангели, што значи безброј. Матеј 26:53. Според учењето на црквата, светите ангели меѓу себе не се еднакви по положај. Тие се поделени во 9 ангелски чинови, и тоа херувими, серафими и престоли, господства, сили и власти, начела, ангели и архангели. И Новиот Завет зборува за постоењето на ангелите. Всушност, Новиот Завет започнува со објавувањето на благата вест, пријатна вест од архангелот Гаврил на Дева Марија, мајката Божја, Пресвета Богородица, дека таа ќе го роди Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Светата црква им посветила неколку денови, празници во годината, како Собор на Свети Архангел Михаил, кој се празнува на 21 ноември секоја година, Собор на Свети Архангел Гаврил се празнува на 26 јули секоја година и други празници. Штом Светото Писмо зборува за ангелите, тоа значи дека тие навистина и постојат. Црквата учи дека секој човек при крштевањето добива свој ангел чувар или пазител. Тој го пази новокрстениот во верата. Тој со него и го помага во верата, доколку новокрстениот се случи да се откаже од верата во Бога или направи тешки гревови во животот, тогаш ангелот пазител го напушта. Некој ќе праша, ако имаме ангел чувар, тогаш зошто дозволува човекот да сгреши? Веднаш ќе кажеме, не е својствено на светите ангели да се мешаат и да вршат притисок врз слободната волја на човекот, односно во неговата совест. Секој одлучува сам за себе. Само ако човекот доброволно пристапува кон Бога, ангелот чувар ќе го помага. Затоа да ја зацврстуваме верата во Бога и во светите ангели и да се одвраќаме од лошите духови кои не водат во пропаст и невреме. Во почетокот сите духовни сили биле создадени од Бога како добри. Подосна еден од нив, Сатанаил, понесен од личната желба за слава, ја откажал послушноста кон Бога и се одвоил од Бога. Со себе повлекол и други ангели, и тие во Библијата се наречени лоши духови, ѓаволи или демони. Од почетокот, а и денес, тие работат во светот меѓу луѓето да создадат кавга, да прават неред, да ги учат луѓето на непослушност кон Бога, на непослушност кон моралниот закон, одвраќање од Божјата вистина, одвраќање од вистинската вера во Бога, одвраќање од црквата и така натаму. За жал, во нивните намери прилично успеваат, но не целосно. Наше е да обстоиме во борбата против лошите духови и да се придржуваме кон Божјата вистина. Амин.